Почитувани гледачи, добар ден. Вторник, време е за нова епизода на емисијата Медицинско катче. Утрово тема меланом. Мај е месец познат како месец за превентива од карцином на кожа. Што е меланом? Каде се може да се појави? Колку од луѓето во светот боледуваат од оваа болест? Дали секоја бенка значи и карцином? Утрово на оваа тема зборуваме со доктор Андреј Петров, дерматовенеролог од приватната болница Аџибадем Систина. Докторе, добар ден. Добар ден. Благодарам што ме поканивте на оваа тема која е навистина сериозна тема. Така. На почетокот на месецот Систина има една кампања, да ја наречеме, односно бесплатни прегледи. Ајде најпрво со тоа да почнеме, за што конкретно станува збор. 10 години веќе се организира во вашата болница и нека биде еве еден повик како превентива која што може да ја направат граѓаните за своето здравје. Да, ние 10 години веќе сме вклучени во кампањата на бесплатни дерматолошки прегледи во склоп на кампањата Евромеланома, која оди на ниво на цела Европа, како во Европа, така и во Македонија. И тоа е вообичаено кај нас во еден викенд од месец мај, оваа година тоа ќе биде 9 мај, каде што ги отвараме ординациите бесплатно, вклучувајќи се во овие скрининг прегледи на популацијата, на граѓаните, за да помогнеме за јакнење на свеста за значењето на превенцијата од меланом, кој е најопасен облик на рак на кожата, меѓутоа исто така да овозможиме и на оние луѓе кои не се во можност да дојдат на преглед, да го платат тоа, да го искористат тоа, да се пријават и да можат да се прегледаат. Така. Најпрво за самиот меланом. Рековте дека е еден од најопасните типови на рак на кожа. Кај нас обично народски се поврзува со бенка. Дали секоја бенка на кожата е меланом и кога практично граѓаните треба да се појават на дерматолог? Секоја бемка не е меланом, за да ги релаксираме и гледачите и луѓето кои ова го следат. Меѓутоа, бемката може, некои од бемките може да бидат погрешно сватени дека се бемки и да всушност се работи за рак на кожата, меланом, кој е најопасниот тип на рак на кожа и е најчеста причина за смрт од кожни болести. Значи нема почеста причина за смрт од кожни болести од меланомот. И затоа е добро да се прегледа, заради тоа што со современите методи на превенција, со методите како што е дермоскопијата, некаде за 50% се подобрува раното откривање на овој опасен рак на кожата, што значи многу, бидејќи во првите стадиуми практично излекувањето е 100%. Така. Тоа значи дека треба да се извади на пластика, предпоставувам, откако ќе се детектира. Зависи од големината. Зависи од големината. Различни искуствата и во светот, и кај нас го прават и дерматолози, и пластични хирузи за поопсежните операции, бидејќи се работи за тумор кај што се оди со еден заштитен раб во околината, вообичаено со префрлање на кожа, значи со надополнување на дефектот го прават кај нас во болницата пластичните хирузи, инаку самата ексцизиона, биопсија, отстранувањето на самата бемка за која е сомнителна, за дијагностички цели можеме да ја направиме и дерматолог, може да ја направи и некој друг доктор. Вие дерматолозите се водите по она позната шема ABCDE, што значи тоа практично за граѓаните да објасниме, односно тоа се практично промените кои што треба да се следат на кожата? Тоа е алгоритам еден кој е практичен за преглед и за самопреглед. Значи може да го применуваат и самите граѓани. Зашто? Заради тоа што кожата има предност во однос на другите органи, можете да ја видите со голо око. Со систем на 2 огледала практично можете да ја видите целата кожа. А, Б, С, Д и Е. Некаде тоа се акроними, почетните букви од зборови на англиски се разбира, кои означуваат асиметрија, значи на промената, Б од граница, бордер на англиски, С е боја или color на англиски и Д е диаметар или диаметар. Понекогаш се зборува и З, што значи елевација, значи издигнување на површината над кожата. Се што отстапува од некоја претходна состојба, а која ги допира било која од овие описи, дескрипции, може да биде
сериозно земено за предвид дека треба да се заради тоа дојде на преглед на дерматолог. Кога се дојде на преглед кај дерматолог, тогаш ние не го правиме само ова. Ова е ориентација која гледате со голо око. Имаме една постапка која се вика дермоскопија, која се користи денес многу. Практично немате дерматолошка амбуланта во која нема, некои имаат хенд, обични мануелни дермоскопии. Ние работиме кај нас со дигитална дермоскопија и со мол мапинг, значи со мапирање на сите тие промени, каде што точно ги лоцираме, каде што имаме можност да ги дигитално архивираме, да ги следиме во текот на времето, и тоа е низината предност во однос на овие, да речеме, рачни джепни дермоскопи, кои исто така се многу практични за, да кажам, некоја брза ориентација. Фактори на ризик. Се ближи летото, знаеме дека кожата е најголем орган кој што е изложен на сонце. Што практично треба да се направи доколку има бенка на некое од, зборувам, на лице, на раце? Факторите на ризик кои се и како да се заштитиме? Кои се факторите на ризик? Фактори на ризик има бројни, како секогаш етиопатогенезата на малигните болести е мултифакторијална. Меѓутоа основен фактор на ризик кај рак на кожа е ултравиолетовото зрачење. Ултравиолетовото зрачење е докажан канцероген. Тоа е класифицирано од Светската здравствена организација како канцероген. Ултравиолетово А, ултравиолетово Б зрачење, што значи изложувањето на сонце е ризик. Сега, животот е баланс помеѓу ризикот и превенирање на тој ризик. Што значи дека не е добро воопшто да не се изложуваме на сонце, затоа што сонцето има и други димензии во животот, и други димензии, психолошки и секакви. Меѓутоа треба да се изложуваме со заштита од сонце, да се употребуваат заштитни фактори за сонце со што повисок заштитен фактор, 50 е вообичаено еден добар стандард за вакво поднебје како нашето, каде што има многу сончеви денови, каде што сонцето е доста интензивно, висок индекс на ултравиолетови зраци. Заради тоа е да се изложуваме на сонце, да се изложуваме, народски кажано, со усул, со потреба на заштитен фактор на сонце, да не се изложуваме тогаш кога е најтопло, да не се пржиме безпотребно на сонце, зашто тоа се глупости. Од друга страна, добро е да се изложуваме на почетокот на денот, при крајот на денот, со потреба на заштитен фактор на сонце, да го уживаме сонцето и на тој начин и да ги користиме бенефитите и да бидеме заштитени. На што треба да обрнат внимание доколку има некаква промена на бенка која што ја има долги години? Ако видат дека бенката која има повеќе време наеднаш се менува, нешто чудно се случува, значи крвари, се зголемува во големина, почнува да границите да и се менуваат, гледаат дека била кафена, па наеднаш станува малку црна или наеднаш почнува да побелува. Сето тоа се фактори кои укажуваат дека треба да се дојде на доктор, да се отиде кај дерматолог. Од друга страна, исто така, кога гледаме дека нешто наеднаш ново се појавило, тоа е исто така индикација да се дојде на дерматолог. Зошто? Затоа што се смета денес дека меланомот се јавува денуово, или значи од почеток. Дека веројатно мислиме дека се бемки оние промени кои на самиот почеток не се препознаени како меланомија, се меланомија од почетокот, суи генерис, од самиот почеток се меланоми. Така да, кога ќе видиме нешто ново, кое ни е чудно, мислиме дека е бемка, ама се појавила наеднаш, така човек што има 30, 40 години, 50 години, тогаш тоа е индикација да се дојде на доктор, на дерматолог, бидејќи реално некоја бемка која сме имали уште од детство, не може да очекуваме дека после сме имале 30 години и после 30 години, 40 години наеднаш таа станала меланом, тоа е практично невозможно. Затоа е битно да се доаѓа на контрола кога нешто се промени на некоја бемка драматично или кога ќе видиме некоја нова промена која претходно не сме имали. За контрола на бенките кои што ги имаме, има луѓе кои што имаат и 30 и 50 бенки, посебно и 100 и 200. Да, што правиме во таков случај? Дали треба редовно да се оди на дерм, бидејќи тешко е да се следи ако има премногу, нели, со тие само прегледи? Што им препорачуваат? За тие пациенти задолжителна е дигитална дермоскопија и така нареченото мапирање на бемки. Затоа што вие кога имате пациент со 200 бемки, кога ќе дојде докторе види ми ја ова или она, вие следниот пат кога ќе дојде, ако не ја мапирате, нема да знаете која е. Тој човек има толку многу што вие ќе се изгубите во таа шума. Исто така има едно правило кое, да речеме, помладите доктори сакајќи се да покријат, го
па се вплеткуваат, да кажем, до крај во детали кои понекогаш им бега суштината од тие прегледи. Треба да се прави дури кој имате пациент со, не знам, 200-300 пигменти, не значи дека треба сите вие да ги ставите во систем. Туку вие треба да ги лоцирате оние кои што ви се најсомнителни и да го постепено апгрейдувате, да го полните системот на тој начин, затоа што тој пациент ќе ви дојде на преглед и така натаму. На тој начин ја избегнувате опасноста да сакајќи да видите се, да ги превидите оние што би можеле навистина да значат опасност за пациентот. Тоа не значи да ги занемарите, меѓутоа тоа не значи дека треба претерано да вложите акценти, да се посветите на тоа, оние кои треба да им се посветите, да немате доволно време да им се посветите. Така. Во однос на возраста и полот, дали има некоја возраст која што е најопасна за појава на вакви меланоми и која е разликата меѓу мажи и жени, зборувам статистичко овде кај нас во Македонија? По статистички, прво возраста е секоја што е некаде петата, шестата деценија од животот. Меѓутоа исто така можам да кажам дека седмата деценија од животот. Меѓутоа гледаме меланоми кај многу млади луѓе во овој период. Она што во литературата не постои, тоа е меланом под 10 годишна возраст. Значи не постои убедлив доказ дека имало меланом пред 10 годишна возраст, што значи дека треба родителите да не се претерано плашат кои имаат мали деца и така. Тоа не значи да не се контролираат, меѓутоа да не се претерано плашат. Но од аспект на дистрибуцијата кај двата пола се ова и кај мажи, се ова и кај жени. Она што јас сум го забележал во мојата пракса е дека кај жените обично се јавуваат по почетните стадиуми и многу полесно се решаваат. Зашто? Заради тоа што жените повеќе се гледаат пред огледало, заради тоа што имаат повеќе култура на самопреглед, на проверка и тоа возможува да дел од промените се диагностицираат или во нулти стадиум, кога уште не почнал да продира, или во првиот стадиум, кај што излекувањето е безмалку 100% само со отстранување на промената. Докторе, темата е многу голема, меѓутоа времето ни е кратко. За крај на интервјуто една препорака и за родителите, секако и за децата. Што се треба да се прави, бидејќи сме на почеток на едно долго топло лето, време на годишни одмори, што се треба да понесат во куферите за одмор, меѓутоа и за самото Скопје, нели, бидејќи скопското сонце е доста јако? Да, скопското сонце е јако, идентично како да сме некаде на одмор и за луѓето што живеат тука во нашиот град и во Македонија не важи правилото дека треба да се штитиме тогаш кога одиме на одмор, треба да се штитиме постојано од сонце. Значи да употребуваме заштитен фактор за сонце, заради тоа што секојдневно се движиме, пешачиме, пиеме кафе, седиме во двор, пред зграда и така натаму со луѓе. И тоа е нешто што како особено кај повозрастната популација мора да биде заштитена со заштитен фактор за сонце. Кога се оди на плажа и целото тело се разбира да се помине со заштитен фактор еднаш, два пати, три пати во текот на денот, зависи колку се изложува на сонце, затоа што тој со текот на времето се брише кремот кој е нанесен на површината на кожата. Навечер кога ќе дојде на кожата да се хидрира, затоа што таа е изгорена од сонцето. Да се користи заштитен шешир, капа. Има бројни наши, да кажам, сограѓани кои се работат во градина, во двор, на село, на планина, на градини. Мора да се користи оној шешир со широко ово, така нареченото сомбреро, кој покрива голем дел од површината, на вратот, на лицето, на деколтето. И да не се изложуваат на сонце тогаш кога се најголемите жештини, значи помеѓу 12 и 3 часот треба се изложувањето на сонце треба да се избегнува, тоа нема никаков корисен ефект. Некогаш ми доаѓа, еве сите одиме на одмор, кога ќе ги видам од 12 до 15 часот како лежат на плажа на сонце, ќе кажа, се заборава. Поцрн човек не може да биде од ова што е сега, така да не е тоа убавината на сончењето, треба тие сати да се избегнува заради тоа што тогаш сонцето е најблиску до нас и најмногу ја гори кожата
И исто така малите деца да бидат заштитени од 0 месеци. Бебињата има заштитни фактори кои може да се користат од 0+. Тие се оние со минерални филтри, кои немаат хемија во нив и треба да се користат што е можно повеќе, да не оставаме детската кожа која е многу осетлива да изгори, заради тоа што се смета дека голем дел од меланомите се поврзани со историја на изгореници што сме ја добиле во детството кога сме биле на плажа и кога не сме воделе толку сметка за тоа. Докторе, ви благодарам за гостувањето во Слободен печат. Се надевам дека дадовме корисни совети пред почетокот на летото. Меѓутоа, нели и за самиот меланом, еве да ги поканиме уште еднаш да дојдат во сабота на 9 мај во просториите на Аџибадем Систина. Влез бе оддел за дерматовенерологија, таму може да најдат квалитетен докторски тим кој ќе овозможи бесплатни прегледи за оној број на пациенти кои на време ќе се регистрираат. Така. Броевите предпоставувам се веќе отворени, може да се јават. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето во Слободен печат. Вие, почитувани гледачи, останете со нашата програма, следете го нашето веб издание и секако очекувајте го издавањето на нашиот весник. Ви благодарам за вниманието.